Според христијанската традиција, со молитва и литија, православните верници денеска го слават Богојавление Водици. Утрово во храмот Рождество на Пресвета Богородица, светата литургија ја предводеше архиепископот Господин Стефан, а празничната поворка веќе се движи кон мостот Слобода. Таму напладне Светиот крст ќе биде спуштен во водите на Вардар, чин што символизира благослов и духовно обновување. За овој голем христијански празник известува Сандра Спасовска. Сандра, каква е атмосферата таму и дали се е подготвено за фрлањето на крстот? Да, Бубе, речиси се е подготвено за положување на Светиот крст во водите на реката Вардар. Ние се наоѓаме во центарот на Скопје, на мостот Слобода, каде што во 12 часот, односно точно напладне, се очекува по завршување на литургијата, која што во 9 часот утринава започна во храмот Рождество на Пресвета Богородица, со која богослужи поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Господин Стефан, потоа по литургијата и литијата, поворката да пристигне тука на мостот, каде што во 12 часот ќе се положи крстот во водите на реката Вардар. Според верувањата, оној кој што ќе го фати Светиот крст, ќе го следи среќа и благослов цела година. Оваа година има над 140 луѓе пријавени кои што ќе влезат во водите на реката Вардар за да го фатат, во обид да го фатат Светиот крст. Инаку ние сме тука од рано утринава, поразговаравме и со граѓаните, може да се забележи дека веќе тука се собираат повеќе граѓани, има гужва кои што ќе проследат целата оваа манифестација. Со оние кои што поразговаравме си посака оваа година, како и сите, повеќе здравје, среќа и мир. Да ја слушнеме анкетата која подготвивме. Повеќе среќа е Исус го садиле, вода го онаделе и затоа сум дошол уште сабаре да фаќам место, да фаќам да гледам. И зашто видиш колку нас е, уште не дојде народот, така видиш овде многу народ ќе има. Здравје нека дава Господ на сите, па и нас, на дечињата, на вас, на сите. Голем празник е. Секоја година ли доаѓате тука во Скопје? Па доваѓам поретко, деца валани беа со дедо им. Па сега ја ги доведов сака, ама ладно. Се најубаво за сите. Здравје, среќа и се убаво. Така, инаку се верува дека со положувањето на крстот во водите стануваат лековити. Споменав и на почетокот, оној кој што ќе го фати Светиот крст, се верува дека ќе го прати среќа и благослов во текот на целата година. Успеавме да поразговараме и со оние граѓани кои што се пријавени и кои ќе влезат во водите на Вардар за да го фатат Светиот крст. Меѓутоа, не сака многу да го говорат пред камерите. Успеавме да поразговараме со едно момче кое има само 19 години и оваа година вели повторно ќе се фрли по Светиот крст, ова му е втор пат. Инаку би сакала да споменам дека по повод празникот, меѓутоа и сезоната на грип и ладното време, лекарите предупредија пред празникот во водите да влегуваат само исклучиво здрави лица. Во продолжение предлагам да слушнеме и оваа анкета која подготвивме. Имам 19 години, се фрлам втор пат за крстот и би им препорачал на сите. Значи, мислам, треба храброст да се фрлиш и би му препорачал на секој сепак ова е за здравје. Така, остануваме ние тука да ја проследиме целата церемонија и положувањето на Светиот крст. Повеќе информации и детали за тоа кој ќе биде најсреќниот и кој ќе го фати крстот во вестите во 15 часот. Студио. Сандра, ти благодарам. Сандра Спасовска известува за атмосферата во пресрет на положувањето на крстот во водите на реката Вардар во Скопје.